Тасим Мандак е кралот на кебапите кој повеќе од 40 години живее и работи во Штип. Занаетот кој му е донесена најголемата титула е всушност признание за човекот кој го осмисли вкусот на најдобрите кебапи не само во Штип, за многумина и во државата. Кога, каде и од кого го наследи занаетот? Па од завршеток на 8-летка, татко ми ме прати на печалба и работи у Приштина. Јас сум од Брод, село на Шарпланина, општина Гора. И таму имаше еден наш рода, работеше, имаше дуќан у Приштина, ја сиромашно семејство прати ме на печалба. Работи една година таму, после оди у Скопје, запиша се на средна школа. У Скопје работи, ако сум прва смена на школа, втора смена у кебапчилница, кај Дестан сум работел. Ако сте чули у Скопје. Да. Ако сум друга смена, прва на работа. Од тие години, значи 15 години, 16, после школа сум учил и сум работел. До 80 година, 82 сум дојден у Штип. Овде сум работел кај Нежо, ако знаеш. Да. Кај Нежо, ортаци сме биле. Од него дуќанот, од мене работа. Оти у Скопје сум работел после у една кафана, после кога завршив школа, со музика, и сум работел у железара плюс како ниска струја. Јас сум завршил средна школа ниска струја. Електротехничар ниска струја у железара сум работел и сум плюс сум идел на вечер по кафана, имала такво со музика сум работел како кенлер. Имаше еден Чичко Јово од село Тетовско, како беше селото. Од него сум научил занат, многу спремен човек, Чичко Јово. И од тука после дојдов у Штип, викна ме Неđо, нема кој да работи, ти ќе го правиш, ово беше заглавен со работа. Ја дојде тука, работи 8 години со Неđо и од тога и сум приватен. После отвори кафаната кај Грофот. Тасим признава дека вкусот го тестирал долги години во комбинација со различни зачини и мешавина на месо од поедини делови на животните. Но која е тајната? Па и големо искуство таму. Цел живот сум работил овој занат. Со зачини, со се што треба. Такви се вкусот. Сигурно има некоја тајна која што не се открива, нели? Нема многу тајна, само многу работа треба. Ти кад да му се прави на месото, да е свежо, да прележи. Дали може би ги подготвувате со премногу љубов па се толку? Па точно така. Многу големо внимание обрнам на преработка на месото, на кебапите. Оти сега за сега јас контролирам, имам помошник еден тамо. Ако го оставим сам, ќе греши нешто. И така. Тасим има кебапчилници на неколку локации во Штип. 2 кебапчилници и на автобуската, најстариот син, он е посебно тамо, он доаѓа, па иде у странство, па отвара, затвара и така. Вака скромниот крал Нео го прават уште посимпатичен, кој онака по природа е неверојатно смирен, но пристапен за секого и разговорлив. Па тоа се ми од Скопје тоа школа. Ја кога дојдев тука у Штип кај Неđо и научен сум ја кога дојде некој му што добар ден, повелете, имаше еден Чичко Добре кај Неđо седеше, пиеше ракичка, а он возеше автобус, тоа градски автобус има у Штип. И он ме гледа и ме вика, на кој викаш, вика? Никој не ти возвраќа, вика, тоа, ти шо, таа култура што ги имаш, вика. Па така сум научен у Скопје, која работевме. Добар ден, повелете, на здравие, пријатно, се. Вкусот кој воодушевува не ги остави рамнодушни и оние кои во него видоа можност за добар бизнис, па на стариот мајстор му понудија огромна сума за рецептот.
Па им кажувам ја што ставам, како ставам, ама не може да погодат. Начинот на обработката не може да ја изработат. Он ќе стави тие зачини што треба, како треба. Абе, мајсторе, не може, ми се распаѓаат. Мајсторе, вакви се, такви се, како... Верувам дека е битно и месото. Месото и обработката. За разлика од некои други, мајстор Тасе има наследник на оваа извондрена фамилиарна традиција. Раритетниот вкус сега го нуди неговиот син Елвир Мандак, некогашен голем талент и фудбалер на фудбалскиот клуб Брегалница. Па, на двете деца, стариот син и помалиот син. Имам уште еден син, он е професор, е доктор по историски науки. Он не се парка овај занат, своја работа си. И покрај тоа што е во пензионерските денови, Тасим не може да седи дома. Па, често пати синот се јави, там ли е мајстор Тасе, испудите го, вика. А ја, гледам има порачка, има ово, не можам да ги оставам, ајде. И ми испудат некој пат. Одам, бегам дома. Ни својот над 40 годишен работен век, ни смеа се подсетува. Кафана голема со 2-13 кедери сме биле и уведе у кафаната риба пастрмка прв пат. И вика, деца, кој ќе, ако ја продадете, по една риба имате вечер. И ми ја нудиме на гостите, имаме риба убава вака. Келнерот е на дуќанот огледал вака. Купил 10 кила, потрошиме. Нема, вика, утре ќе ви дам. Купил 20 кила утре. Потрошиме. Други ден 30 кила купил. И остана не ни дава. И ми другиот ден не нудиме риба. И останала рибата. А, вика, чекај ја да ви дам по една риба, не чини работа, вика. Дадени по една риба и после нормално се. Среќата со кебапите досега си ја пробале безброј ентузијасти, но вкусот на Тасе останува. Магијата што тој во 5 или 10 ја послужува, останува за секогаш. Мајсторот Тасим е символ не само на најдобриот вкус на кебапот, туку и на еснафот од старите времиња. Како успевате покрај толку скара и месо да останете толку витки, физички, сте слаби? Па од многу кебапи јадам од кебапите и многу работим, нема време да